почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Искрено се радувам што ќе можам да соработувам со сите вас во наредните 4 години. Се радувам на довербата што ја добив, како јас, така и останатите советници од листата на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобро Македонија. Се надевам дека во наредните 4 години ќе можам достојно да работам и да го сработам оно што ви го ветивме. Влеговме мотивирани во овие избори. Го добивме советот на општината и добивме втор круг со огромна предност за нашиот градоначалник. Во вториот круг добивме уште поголема мотивација и со уште поголема енергија работиме за да ја пренесеме нашата порака до секој граѓанин во општината. Кога ги добив насоките за водење на кампањата на локалните избори, мислев дека тоа ќе биде мачна и напорна кампања, но морам да бидам искрен и да кажам дека Радко Димитровски со својата посветеност ни олесни работата. Градоначалникот Димитровски овие 4 години работеше на многу проекти, работеше на асфалтирање на улици, на поплочување на тротоари. Радко во овие 4 години успеа да оправда довербата како никој пред него. Неговата посветеност и пожртвуваност може да ја види секој и може да се види во секој проект и во секое дело. Јас знам дека Радко ќе ја добие вашата доверба. Го знам тоа затоа што ја заслужи, но ве повикувам да излеземе во недела и да ја дадеме досега најсилната и најцврстата подршка што можеме да ја дадеме. Не само затоа што Радко Димитровски ја заслужува, туку затоа што Кочани ја заслужува. Кочани заслужува градоначалник како Радко Димитровски. Да излеземе во недела и да гласаме за Радко Димитровски. Да гласаме за единствениот човек кој може да ги обедини ресурсите на владата на Република Македонија и заложбите на Советот, на корист на секој граѓанин на општина Кочани. Во недела да избереме дела и да покажеме дека Кочани е победничко. Да покажеме дека Кочани избира дела. Ви благодарам. Почитувани сограѓани, денеска живееме во едни поинакви и модерни времења во кои поврзаноста, соработката и довербата значат најмногу. Времења во кои успехот се мери во довербата која имате, а соработката секогаш дава дела. Во изминатите години изградивме еден нов лик на локалната власт и ја срушивме дистанцата меѓу представниците на власта и граѓанинот. Деновите поминати во кампања го видовте истото тоа и од бројни представници од централната власт кои со своето доаѓање само го прифатија темпото кое ние го поставивме овде во Кочани. Секојдневно и заедно одевме во секој населено место, во секој мало, во секој дом. Сакам во ова мое обраќање да ве подсетам дека заедно во минатите 4 години зад себе оставивме дела. Да не заборавиме дека во Кочани денес нашите деца, нашите внуци можат да го затворат кругот од образованието со квалитетно школување во нашиот град, почнувајќи од градинка се до факултет. Да не заборавиме, Пониква е еден од двата скијачки центри во државата кои преку владата на Република Македонија предвидоа и започнаа една од најголемите инвестиции од ваков вид. Кочани ќе добие туристички центар како што заслужува. Почитувани мои сограѓани, тоа е дело на работа и на посветеност. Да не заборавиме од колкава важност е уредувањето на просторот во општината. Во изминатите 4 години донесени се измени на 30 детални урбанистички планови и започнавме со легализација на бесправно изградените објекти. Отпочнато е и со донесувањето на генералниот урбанистички план на градот Кочани. Да не заборавиме за управувањето со речниот слив на река Брегалница, како посеопфатен проект и неговата важност за Кочани, бидејќи со него се решава проблемот со отпадните води во Кочани. Оваа идеја успеавме да ја реализираме со многу работа, но и со градење на блиска соработка и тоа со владата на Република Македонија и со странски влади и меѓународни донаторски институции и во соработка со сите останати градоначалници од источниот плански регион. Да не заборавиме дека нашиот премиер во посетата на Кочани вети дека изведбата на проектот брана Оризарска река ќе започне во текот на летото, најдосно до крајот на годината. Тоа е резултат на големите заложби на локалната власт,
но тоа е и силна доверба на владата во локалната самоуправа на општина Кочани. Да не заборавиме на новата сала во основното училиште Никола Карев со површина од 1300 метри квадратни, капацитет од 500 седишта за публика, кабинети, гардероби, реквизити, семафор. Да не ги заборавиме работите на замена на дел од главниот потисен цевковод од системот за водоснабдување на Кочани, замена на азбестните цевки во централното градско подрачје, нови бунари, препумпни станици во високите делови на градот, да не го заборавиме асфалтот кон управната градче, да не ги заборавиме уште 40-тината километри патна мрежа во општината, да не ги заборавиме спортските игралишта во скоро сите делови во градот. Да не го заборавиме плоштадот, предвидените улици за асфалтирање, да не ги заборавиме реконструкциите на училишта во општината. Да не ги заборавиме поплачените тротоари во центарот и заедно со граѓаните бетонираните тротоари во другите делови од градот. Но да не ги заборавиме и тие кои ни останаа да ги поплочиме и бетонираме во наредните 4 години. Да не заборавиме, Кочани доби грб, знаме, песна, регистарски таблички, доби фонтана и многу други проекти кои беа дел од програмата која ја понудив пред 4 години, а денеска за нив можете да посведочите и да ги видите сега самите. Свесен сум дека има уште многу што да се стори. Како најголем приоритет за мене во наредниот период е создавање услови за отварање на нови работни места, преку привлекување на локални, државни и странски инвеститори и преку привилегирање на оние проекти кои можат да резултираат со отварање на нови работни места во нашата општина. Приоритети се и продолжување со доасфалтирање на улиците во градот и населените места Усова чешма, Белско Маало, Берут, Трајаново Трло, Оризари, Тркање, Горни и Долни Подлог, Прибачево, Мојанци, како и селата во планинскиот дел. Приоритет ни е и изградбата на пензионерски дом во кругот на старата касарна. Денес ќе ви порачам дека само преку градење на цврсти врски и само преку градење на меѓусобна доверба може да се успее. Само така Кочани може да го добие својот лик за кој напорно работевме изминатите 4 години и за кој во текот на целата оваа кампања говоревме. Како јас, така и носителот на листата, така и Советот на општината Кочани, така и владата на Република Македонија, која ја најави несебичната поддршка за општина Кочани. Македонија се сака со дела. Кочани се сака со дела. Тоа е мојот став, тоа е ставот на мојата партија. Но, во деновите поминати во кампања, можевте да видите и еден друг кандидат, мојот против кандидат од Сојузот за еднината, кандидат кој не зборува за дела, туку за идеологија, за празни фази, кандидат кој не зборува за поврзаност, туку за несогласување. Кандидат кој не зборува за соработка и не гледа потреба од соработување со Советот на општината, ниту соработка со било која државна институција. Видовме кандидат кој зборува за сопствен спас. Видовте кандидат кој не понуди ништо и кандидат кој не треба да се очекува ништо. Видовте кандидат без концепт. Кандидат кој, ако навистина сакаше да биде градоначелник, ќе се откажеше од пратеничката функција како достоен против кандидат, како кандидати од албанскиот блок, а не да продолжи да седи на два стола и да очекува кој ќе биде подобар за него. Секој даден глас за кандидат кој нема своја програма, кој нема соработка со Советот или со владата на Република Македонија, или уште поточно, ја нема довербата на Советот на општината, ќе значи потрошен глас. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикувам во недела да излеземе и да избереме дела, да избереме единствената опција која може да гради соработка на цврсти темели, на меѓусебна доверба и сите заедно да ја прославиме победата. Ви благодарам.